Да, продолжуваме со емисијата, како што кажавме, тука е Джелал Ходжик, заменик директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Господине Ходжик, добре дојавте во студио 10. Благодарам на поканата и задоволството мое. Зборувавме веќе и со претходниот соговорник, отприлика главна тема која се случува сега во моментов во македонската политика, тоа е потребата, дебатата за потреба на промена на уставот или процесот за промена на уставот, кој веќе на некој начин е почнат со формирање на онаа експертска комисија во Министерството за правда. Како што знаеме, во таа експертска комисија опозицијата не делегира своји представници, не само главната опозицијска партија, туку и помалите опозицијски партии велат дека е депласирано сега да делегираат, дека процесот е диктиран, дека не се консултирани и така натаму. Тие се образложенијата. Како мислите дека сега ќе тече процесот понатаму? Можно ли е да се продолжи со процесот без политички консенсус? Прво, јас сум од оние кои мислат дека воопшто не е прашање дали ќе се случат уставните промени, него е прашање кога ќе се случат. И во таа насока ова што во јавноста го збори опозицијата дека во овој момент е депласирано, они имаат промена на нивните тези кои беа на почетокот. Првата теза беше дека е диктат некаков од Европската Унија и омилените напади врз Бугарија, но веќе таа теза е заменета. Можете да приметите во нивниот вокабулар, они сега велат дека овој парламентарен состав нема мандат да го менува уставот. Она што можете да го приметите од нашите пријатели, од нашите пријателски држави, државниците кои доаѓаат во посета, последното беше со премиерот Пленковиќ, кој е центар десно партија, дел од ИПП партиите каде што припаѓа и ВМРО-ДПМН. Сите тврдат дека тие тези за наводна загрозеност на македонскиот идентитет не се точни, дека идентитетот е загарантиран, дека со влезот во Европската Унија и патот кон Европската Унија нема да се загрози идентитетот на етничките македонци, но и во нивните настапи после средбите со лидерот на опозицијата, они велат дека воопшто не е прашање дали ќе се случат уставните измени, тактиката е на ВМРО-ДПМН во обид да дојдат на власт, да го уценат усвојувањето на уставните измени со нивно доаѓање на власт, каде што потоа за затворени врати на сите меѓународни представници од меѓународната заедница, тука подразбирам државите од Западот, нашите пријатели велат дека во брз рок потоа би ги решиле проблемите кои се веќе може да станат пречка на патот на Република Северна Македонија кон Европската Унија. Мислите дека ВМРО-ДПМН би прифатиле да влезат во процесот на уставните измени доколку им се ветат превремени избори, или дека нема воопшто да влезат во таков процес, додека не се одржат самите избори, па подоцна кога тие евентуално би формирале влада? Тоа е нивната теза ова второто и они тоа веќе го зборат со меѓународните представници, дека новиот парламентарен состав ќе ги решава уставните измени и дека ветуваат дека нема да биде тоа пречка за патот на Македонија кон Европската Унија. И видете, борбата за власт е легитимна. Овдека е проблематична друга работа, затоа што не можете политикански да се однесувате со прашања кои се стратешки важни за државата. Република Северна Македонија имаше две стратешки цели. Првата е остварена влезот во НАТО и втората стратешка цел е влез во Европската Унија. И мислам дека нема да има политичка сила која ќе го сопре процесот на Република Северна Македонија во пристапување во Европската Унија. Добро, ајде да видиме малку со она што е ова се да речеме анализите и тезите, а со она што се случува на терена, тоа е дека опозицијата обвинува дека власта ги турка уставните измени на сила, без консензус, дека не се не обидуваат да постигнат политички консензус со опозицијата и дека тие за тоа не учествуваат во процесот. Велат претходно
наметнат им е францускиот предлог, со кој исто така не се согласеле, и сега понатаму се турка процесот без нив. И затоа велат дека нема да учествуваат понатаму. Имате ли вие, значи, впечаток дека власта навистина ги турка овие работи на сила? Вие можете да најдете десетици изјави од премиерот, од вице-премиерот, од вице-премиерите, од министрите, од политичките чинители, дека се повикува опозицијата да се вклучи во процесот, кој уште официјално не е почнат, и они одбиваат да се вклучат. Сега вие не можете со сила некого да натерате да учествува во процеси кои се важни. Вие тука имате еден момент каде што го имам искуството од минатото, каде што ВМРО ДПМН, за жал, низ историјата во ниеден суштински процес се нема вклучено за државата, нели, од независноста. Освен рамковниот договор, ова сега со НАТО видовте како се однесуваше, со Преспанскиот договор, и последниот случај е овој. Самата реторика дека ние губиме нешто со внесувањето на нови заедници во преамбулата е тотално безсмислена. Ние веќе имаме дел од заедниците кои се во преамбулата и Република Северна Македонија не изгуби ништо со тоа, напротив доби во социјалната кохезија. Ова прашање јас одговорно тврдам, како некој кој се занимава долго време со овие прашања, дури и да не беше проблемот со Бугарија и преговорите, ова прашање нас ке ни дојдеше на ред од самата Европска унија. Тука имате деновиве еден спин од опозицијата за така наречениот хрватски предлог. Тоа искуство или таа замена на теза нова со еден обид да се релативизира рамковниот договор кој е столб на нашето општество и е столб на евроатлантските интеграции на Република Северна Македонија, со нели македонците да бидат народот, другите да бидат малцинствата. Тоа е дебата која е завршена во 2001 година, нели, со рамковниот договор. Она што е важно во тој хрватски предлог е дека Хрватска има преамбула во која се набројуваат таму малцинства или други заедници, како сакате, во која почнаа преговорите со Европската унија, они ми рекоа не можете да имате заедници кои сакаат да бидат во преамбулата на уставот, а да не ги внесете. Или ќе напишете, ќе ги избришете сите и државата ќе биде држава на сите нејзини граѓани, или ќе ги наброите сите заедници. И повторно опозицијата успева да направи еден спин тука за уште еден обид да нели се отворат етничките теми наместо оваа тема која е во интерес на остварување на стратешката цел на државата, остварување нели на членство во Европската унија. И во тоа однесување на опозицијата вие гледате дека они нив ги интересира само доаѓањето на власт и од таква позиција да го решаваат ова прашање. И сега тоа политиканско однесување со стратешките цели може да остави и сигурно ќе остави последици во политичкото дејствување, затоа што таквото однесување прво праќа сигнали до останатите политички чинители, но и праќа сигнали до нашите меѓународни партнери кои сакаат да имаат заедно и останатите политички чинители сакаат да имаат една стабилна и предвидлива политика која не се однесува политикански со стратешките прашања. И втора работа, со таа политика ВМРО ДПМН си го намалува својот коалициски капацитет. Вчера имавте изјава на една од албанските опозицијски партии, на лидерот на алтернатива Африм Гаши, кој вели дека ние нема да коалицираме со партии кои се против патот на Македонија кон Европската унија и кои ги спречуваат уставните измени. Да, во поглед на кога ќе кажете политиканство на ВМРО ДПМН, отприлика сакате да кажете дека тие знаат дека тој хрватски модел е непримилив во државата, дека е невозможно да се воведе, но сепак го туркаат и случува поради пиар, поради маркетинг и така натаму. Поради пиар, поради кревање на менување на фокусот на темата од внесување на заедниците во преамбулата кон едно ново прашање кое може да предизвика етнички побуди кај нас тука, веќе имавме реакција од албанските партии. Кон трета работа, тој нивни предлог е комплетно
подкупување на она што се нарекува рамковниот договор, а вие знаете дека рамковниот договор е столбот на нашата модерна држава која веќе стана членка на НАТО и е на патот кон Европската унија. Да, но Политиканство е да е еден столб на државата, на едно прашање кое е завршено. Рамковниот договор е веќе дел и од нашиот устав. Беше услов, неговото исполнување беше услов и за патот и кон Европската унија кога го добивме кандидатскиот статус 2005 година, беше услов и за неговото исполнување и за напредокот кон НАТО. И сега партија која себе си сака да каже дека не е против членството на Македонија во Европската унија, дава предлог, спин предлог кој го подкопува рамковниот договор, кој понатаму ќе биде столб на нашето општество. Тоа е класично политиканство, добивање на политички поени на нешто што се нарекува стратешки интерес на државата. Во нормалните развиени демократии политичките партии имаат одговорност да, без разлика дали се власт или опозиција, она што е нотирано како стратешка цел на државата, да работат на нејзино исполнување. Кога кажавте дека ВМРО-ДПМН го губи коалицијскиот потенцијал, тоа е можеби точно, но исто така анкетите покажуваат дека ВМРО-ДПМН сепак добива на рейтинг барем кај етничките македонци со својата политика. Тоа е во последните години евидентно, а СДСМ го губи полека. Тоа го покажуваат сите последни релевантни анкети кои покажуваат едно стабилно водство на ВМРО-ДПМН. Па така не би се сложил тука за стабилно водство. Ние правевме некои анкети за потребите и на нашата партија. Разликите се мали се во однос во процес на нели во она што се нарекува во маргини на статистичка грешка. Да, јасно е дека ВМРО води, но една опозицијска партија која е 7 години најголема опозицијска партија со една таква политиканска улога врз основа на стратешките цели на државата не може да помине 20% од рейтингот кој го има. Со 20% рейтинг не паѓаат влади со 20% рейтинг на опозицијата. Сакате да кажете дека водат, но не доволно водат? Не доволно, апсолутно. Значи, ние правевме некои анкети за нашите потреби. Разликата е во статистичка грешка и јасно на анкетите се покажува дека ако ги соберете поддршката на партиите кои ја сочинуваат власта и партиите кои искрено се залагаат за членство во Европската унија, дека имаат предност во однос со партиите кои или се против членството, отворено против членството во Европската унија, како што е Левица, или овие партии како ВМРО-ДПМН кои политикански играат врз основа на стратешките цели. Да, добро, сега зборуваме за оние, вие си правите партиски анкети, нормално сите партии прават партиски анкети, јас зборувам за анкетите кои што се објавени јавно, кои што сме виделе, каде што сепак покажуваат водство на ВМРО-ДПМН и се повеќе се зборува дека на тие избори, кога и да биле, најизвестно е да бидат во мај 2024-та, заедно со претседателските, да се одржат и парламентарни, дека на тие избори СДСМ најверојатно би настапеле заедно со ДУИ во една предизборна коалиција. Вие верувате ли во тоа сценарио? Апсолутно верувам дека има два излези. Како што кажав, никој веќе нема да дозволи попречување на Република Северна Македонија на својот пат кон Европската унија и остварувањето на таа стратешка цел. Прво, јас смитам дека прво ќе бидат само претседателските избори и потоа, после претседателските избори во 2024 во втората половина ќе се одржат и парламентарните избори. Ние имавме таква директна најава од премиерот на државата, кој кажа отворено и во изјава. Не верувам дека ќе бидат заеднички изборите. Тоа е првата работа. И втората работа е дека прво на претседателските избори ќе се преслика мнозинството, заедничкиот проевропски кандидат ќе ги победи изборите и
резултатот од тие избори потоа ќе биде пресликан и на парламентарните избори. Повторно ќе имаме проевропско, прозападно мнозинство во нашето собрание. Како гледате на активностите на Левица? Ја спомнавте Левица како партија која отворено се противи на, како што вие велите, влезот во Европската унија, но факт е дека на терен таа партија добива се повеќе и повеќе поддршка. Тоа го покажуваат и анкетите. Се чини дека тие ќе бидат еден од, ако не клучна, една важна алка во формирање на некоја идна влада. Точно анкетите покажуваат раст на Левица во однос на претходните парламентарни избори и сосема благ раст во однос на локалните избори. Таа партија со своите политички позиции, нивните посети во Русија, нивното величење на авторитарни и лидери кои го поддржуваат режимот, јас ќе ве подсетам, тие во овој изминат период отидоа на гробот и на Тито и на Енвер Хоџа. И тие со својата политика очигледно се прокламираат за една нова парадигма во нашето општество. Тие сметаат дека ние не треба да влеземе во Европската унија, треба да излеземе од НАТО. И веројатно во нивната политичка идеја ја замислуваат Македонија како нова Белорусија на Балканот. За жал, нивните анкети покажуваат дека растат, но анкетите исто така покажуваат дека нивниот раст посебно се однесува врз растот на најголемата опозицијска партија. И двете партии сега влегоа во една трка која ќе даде една популистичка изјава и ги гледате тие надпреварувања помеѓу Апасиев и Мицковски, а тие нивни изјави се во трка на освојување на освојување на нови гласачи кои припаѓаат на тој спектар на политичко убедување, значи на една антиевропска, антизападна кампања. Апасиев е тука очигледно доста поуспешен, затоа што Мицковски се колеба, како што кажав, иде во политикански изјави, доека Апасиев има јасен став дека е. Добро, мора да помне формално не е против Европска унија, тие не се е, залагаат. Затоа што кажав, настапуваат политикански, апсолутно не е формално, но ако ги следите чекорите, Преспанскиот договор, Рамковниот договор, тие се столбови на Евроатлантскиот пакт на Република Северна Македонија, они се против тоа. И еве сега последново од еден сосема добар договор со Бугарија, компромис кој апсолутно не штети на Македонија, од оние првични позиции на Бугарија во онаа декларација во нивното собрание е сведено на тоа дека бугарите треба да бидат влез уставот, а ние како општество сме одлучиле дека ќе спомнуваме преамбули и кажав, отворено тврдам дека да не беше Бугарија нас од Европска унија, тој услов ќе ни беше поставен. И во една ситуација каде што ние имаме добитна комбинација, они пробуваат да го стопираат тој процес. И сега Апасиев е тука упредно, затоа што може да каже, он се представува, Левица се представува како антисистемска партија, се фокусира на бунтовни млади гласачи. Социјалните мрежи тука имаат огромна улога и нивниот раст е евидентен на анкетите, но на што може да се каже е дека нема да имаат сила во спречување на ново парламентарно мнозинство после редовните парламентарни избори кои повторно ќе биде прозападно. Кажавте една интересна работа за Левица, тоа е евидентно е дека тие ги црпат своите гласачи од незадоволните, од неопределени и така натаму, но вие мислите дека тие повеќе вличат од гласовите на ВМРО-ДПМН отколку на СДСМ? Па да, според пораките кои се упатуваат. Бидејќи Левица е произлезена, да речеме, од шарената револуција. Една партија која во тоа време, кога настана, ги застапуваше тие политики на тоа неопределено едно членство. Шарената револуција беше еден спектар на шарени, многу различни луѓе од сите различни идеологии кои заедно настапуваа. Не е произлезена Левица од шарената револуција. Излезе, учествуваше во шарената револуција. Тие се произлезени од јасно ултралевичарски движења, како Ленка и некои други, од таму произлезе Левица, ние се знаеме, заедно сме
учествувале на некои протести, уште многу пред Шаверената револуција 2011 Мартин Нешковски, Аман, иницијативата и така натаму, но со нивната риторика тие се многу попрецизни, се гледа дека Мицковски се труди да ги следи во таа насока, они го имаат луксузот да бидат многу поотворено против таквите прозападни политики и тоа им дава предност, посебно затоа што се представуваат како една антисистемска партија, а младите бунтовни луѓе незадоволни би сакале да го менуваат системот и така натаму. Да. Добро, во поглед на евентуални избори, сега има една дебата за промена на изборниот законник, таму треба таа да продолжи под водство на NDI, пред се има најави дека има една иницијатива, една волја дури кај поголемите политички партии конечно да се воведе една изборна единица, само е прашање какав би бил прагот за помалите партии, дали 3%, дали 5%, дали помалци и така натаму. Докаде е тој процес, бидејќи сте вклучени и во власта на некој начин, и во коалицијата, ќе дојде ли можно ли е тоа да се направи до следните парламентарни избори? Прво, повеќе се вклучени во овој момент парламентарните партии. Јас не сум оптимист дека тоа ќе заврши со една изборна единица, затоа што имаме јасно спротивставување на дел од албанските партии во нашата држава, затоа што они даваат некои други предлози, сведување на 3 изборни единици и слично. Она што е многу поважно од дебатата дали ќе биде една изборна единица, се други два важни елементи, кои за помалку бројните заедници се исто важни, но и за демократизацијата на нашето општество, а тоа е колкав ќе биде цензусот, вие го спомнавте тоа. И втора, уште може би поважна работа е колкав дали ќе имаме отворени листи. Јас би оваа дебата е доста сериозна и доста сложена. Брзи решенија може повторно да бидат да речеме лоши за помалку бројните заедници или да речеме за помалите партии кои треба да донесат одредена демократизација во општеството и во собранието. Да речеме, ако вие имате една изборна единица и имате цензус од 3-4%, тогаш ако ги споредите последните парламентарни избори или сегашните рейтинзи по анкетите, вие ќе видите дека нашето општество ќе се сведе на 4 партии или од 4 листи влегување во собрание, не конкретно партии, нели постојат и тие коалиции, тоа ќе биде чекор назад, не чекор напред, ако имате поголем цензус. Втора работа, вие го имате, јас тоа го нарекувам, ставот на Ван Хауте врзано за ова дебата тоа е дека една изборна единица од една страна е добра, но од друга страна носи опасност да представеноста на Македонија се сведе само на Скопје. А овие представниците од другиве изборни единици да се поцентрализираат во Скопје. И оно што за мене е најважно е да во таа дебата е, значи, да ние не идеме чекор назад, туку да се прави чекор напред во возможување на понизок праг за влегување на повеќе политички партии во собранието, но она што е уште поважно е отворените листи. Отворените листи ќе донесат еден друг квалитет, а тој квалитет значи дека пратениците во собранието ќе бидат во поголема комуникација со својата база и дека авторитетот свој ќе го црпат од базата, а не од политичките елити или врвот на политичките партии. Кој е вашиот став, бидејќи еве за дел од јавноста кои можеби не знаат дека сте председател и на партијата СДА, која ги представува етничките бошњаци во Македонија, кој е вашиот став за цензусот, колкав треба да биде? Европските пракси покажуваат дека цензусот не треба да биде повеќе од 2%. Тоа е едната димензија, една изборна единица не би требало да биде повеќе од 2%, но нашиот став е дека треба да се отвори дебата по ова прашање,
А решенијата кои ќе произлезат од тоа треба да донесат дополнително учество на повеќе политички чинители, да донесат нов квалитет. Не треба да се избрза во процесот да добиеме накарадни решенија под превезот на една изборна единица, а со поголем цензус која повторно ќе донесе послови позиции за, како велат они, помалите политички партии. Но гледаме дека помалите политички субјекти најчесто се решаваат да одат во предизборна коалиција, тие влегуваат со поголемите партии, некои би кажали им се лепат на поголемите партии, влегуваат во таму една лепеза широка на политички субјекти и потоа се распределуваат. Баш со претходниот соговорник пред малку зборувавме, неговиот став беше дека тоа е погрешно, дека треба да се прекине со праксата на предизборни коалиции, да излезат сите на избори, да се ги измерат силите, да се видат партиите кој колку вреди, што се вика. Што велите вие за тоа? Резултатите покажуваат и едните и другите, посебно поголемите партии со своите аналитички центри знаат да оценат колку вредат партиите, има разни начини да се покаже силата. Јас не би ги укинувал предизборните коалиции затоа што да речеме сегашниот политички процес во Република Северна Македонија налага да сите политички партии кои се јасно за проевропска Македонија и ја гледаат Македонија како дел од демократскиот запад, треба да направат една, можеби, заедничка коалиција. Тоа е едниот момент, а вториот момент е дека јас ќе ви дадам еден отворен пример. Вие спомнавте неколку пати анкетите во меѓу политичките партии. Ако се вратите, да речеме, пред локалните избори 2020 година, на сите анкети СДСМ имаше благо водство пред ВМРО, со еден, можеби, недобар однос кон опозицијата, кон партиите од власта, СДСМ со дел од излегувањето на дел од коалицијските партии спадна од 300 и кусур илјади гласови на локалните избори на 250.000 гласа. И тоа покажува дека малите, тоест, како они велат, помалите партии во коалицијата даваат значаен допринос. Да речеме... Да, тогаш ЛДП настапија сами. ЛДП со дом настапија сами, БЕСА излезе настапи сама и само тие две листи однесоа околу 50.000 гласови надвор од тоа конто, што покажува еден сериозен допринос во една заедничка коалиција. И втора работа е на дел од местата низ Македонија, дел од другите коалицијски партии настапија со самостални листи, не секаде. И тоа покажа дека и при рентизи кои се еднакви или во благо водство покажува на СДСМ на локалните избори со една погрешна проценка кон своите партнери се доведе во ситуација да го изгуби Скопје и да изгуби на локалните избори. И мислам дека таа лекција е научена, посебно во овој следен контекст, каде што велам, нашето општество во овој момент ги тргна сите други поделби, етнички, верски, регионални, локални, како сакате, имаме јасна поделба, јасна линија, оние кои се за членство на Република Северна Македонија во Европската унија и оние кои би да го блокираат или да политикански да настапуваат со стратешките прашања. Но за СДСМ ми се чини дека главен проблем во моментов им е перцепцијата која владее кај граѓаните дека тие се подредени на ДУИ. Тоа е една теза која опозицијата отворено ја кажува во БРД, тие користат еден термин како што велат превремениот премиер Ковачевски, кој го чува премиерското место на Артан Груби и така натаму, но евидентно е дека голем дел од граѓаните навистина веруваат во тоа, дека во овој момент СДСМ се целосно подредени на ДУИ и тоа мислам дека им представува голем проблем за политичкото настапување. Сега јас не велам дали е тоа точно или не точно, туку го кажувам дека владее таква перцепција. Така, значи создавање на одредени перцепции, како што се создаде перцепција дека ние со Преспанскиот договор етничките македонци го изгубија идентитетот, а како резултат на Преспанскиот договор ние гледаме
многу подобрување на животот на етничките македонци, да речеме, во Грција. И тоа веќе од опозицијата не го ни кријат, а претходно, ако се вратите во тој временски период, беше јасна таа создавање на една таква перцепција, или како што се направи ова перцепција со францускиот или европскиот предлог за внесување на торбешите, бугарите, црногорците, хрватите, египјаните во преамбулата на уставот, дека етничките македонци со тоа губат, дека ќе се бугаризира Република Северна Македонија со тоа што вие ќе внесете во уставот заедница која на последниот попис имала 3.500 луѓе и повторно се покажува како неточно. Она што јасно се гледа дека во овој момент СДСМ и ДУ имаат одлични односи, дека околу стратешките прашања настапуваат синхронизирано. Вие, значи, мислите дека тоа нема да им представува голем проблем на изборите, ова што го кажуваме, оваа перцепција? Да, апсолутно. Нема да им представува проблем за рейтингот? Времето едноставно сите тие тези ги поразува. Да, има уште една, да речеме, критика која доаѓа од аналитичарите сега повеќе, но ја кажуваат и некои експерти, да речеме, дека Македонија се повеќе станува бинационална држава, дека да, во уставот ги има и бошњаците, и ромите, и турците, и србите, освен македонците и албанците, но дека на некој начин се е подредено на македонците и албанците, дека останатите заедници не успеваат некако да дојдат до своите права целосно. Што велите сега на таа теза? Добро, ја би одговорил со контрапрашање, ако таа перцепција е така создавана, кога во Република Северна Македонија било другачи. Перцепцијата по ова прашање е создадена врз основа на составот на политичката моќ и на парламентот, а тоа е одраз на реалната структура во населението, каде што од помалку бројните заедници имате по 1-2 пратеника од заедниците, дел од заедниците и немаат, али на пописот вие имате 85% граѓани кои се изјаснуваат или македонци или албанци, тоа се пресликува во собранието. Втора работа, низ стратегијата едно општество за сите и низ мерките кои оваа влада ги има превземено, се гледа дека имаат сериозен однос кон помалку бројните заедници. Јас минатиот пат тука кај вас ги набројував само остварувањето на правата кај бошњачката заедница, кој претходно не беа случај. И она што исто се покажува е подигање на свеста кај помалку бројните заедници, кои не ќе да бидат монета на политичко подкосурување на представниците на двете поголеми заедници, што беше случај во минатото, кога имавме една друга влада која немаше чувство за помалку бројните заедници и кога некој од помалку бројните заедници требаше да ги оствари правата кои следуваат според устав и закон, а се сложувам дека тука имаме дополнителен простор за напредок во реализација на тие права, они порано велеа, ама немојте вие сега, ќе станат албанците. А кога ќе требаше некој од право, како што последниот случај беше законот за јазици, велат, ама немојте вие сега, ние помалку бројниве заедници ги имаме тука. Значи, таа политика е штетна за нашето општество, со остварување на правата кои не се дадени еднаш за секогаш, и секој демократско општество треба да се стреми во подобрување на правата, посебно на помалку бројните заедници. Ние треба да покажеме еден сенс, а тоа е она што кај нас се вели различностите се богатство на државата. Ние треба тоа да го покажеме во пракса и на крајот од денот, ако сакате, ја мислам дека оваа влада го има сватено тоа и ќе ви кажам само два параметри. Првиот параметар е дека анкетите на кои се повикувавме преска, СДСМ има и оваа влада предводена од СДСМ има убедливо востока и помалку бројните заедници. Значи, некој го чувствува
некој го чувствува тоа работење и тоа внимание. И втората работа е дека ќе се најдат модалитети да се вклучат сите заедници во развојот на државата. Потенцијалот на секаков развој на нашето општество, без разлика политички, демократски, економски, во сите сфери, не е можен ако вие било која заедница оставате надвор од процесите. Значи, предуслов за исполнување на потенцијалот кој општеството го има во својот развој, збориме за потенцијал, а не на нивото на развој кој сега го имаме, е можен само ако ги вклучите сите заедници во тој развој и во процесите за волја на вистината. За волја на вистината имам аргумент кој се провлекува низ извештаите на Европската Унија, а тоа е дека помалку бројните заедници не се доволно вклучени во креирањето на политики. И сега од една страна е, да кажеме, она што се нарекува уставни и законски права на помалку бројните заедници кои треба да се остварат, но од друга страна треба да се најдат механизми, баш поради подигнувањето на секаков вид на развој и зачувувањето на оно што го велиме различностите во нашата држава кои се наше богатство, на вклучување дополнително на помалку бројните заедници, али е неспорно по сите статистики, по сите релевантни извештаи дека во изминатите 6-7 години е подобрена ситуацијата во сите сфери. И сега ќе ви кажам само еден пример од минатото, кога нашите сограѓани, да речеме, од ромската заедница, беа спуштани и симнувани на граничните прелази само затоа што се роми да не напуштаат државата. Политиканските политики кои спроведуваат такви политики е некоректно да се повикуваат и да создаваат перцепција на запоставеност на помалку бројните заедници во едни сега сосема други услови на општествено делување. Вие ја спомнавте стратегијата едно општество за сите, пред тоа беше проект, сега е стратегија, но ми се чини дека таа, од кога е дојден на премиерот Ковачевски, не се спомнува воопшто. Тоа беше проект кој беше силно промовиран од претходниот премиер Заев, па тој дури и неговата фондација која сега ја има актуелна, ја нарече едно општество за сите, која се разбира различно од владината стратегија, но сакам да кажам, тој и понатаму остана верен на тој негов проект, но премиерот Ковачевски него не спомнува. Јас барем не сум слушнал, може би кажал некаде, не е важно. Ниту гледам некакви активности од владата за спроведување на таа стратегија. Порано имаше извештаи, имаше активности, сега нема ништо. Има во изработка нова стратегија, сега да не биде дека сум јас нечи адвокат, имате и функционери кои строго се занимаваат со таа област. Но и заменик директор сте во агенција која има допир со ова сепак. И апсолутно нашата агенција беше вклучена и во креирањето на стратегијата и во низиното спроведување во интерес на од наш агол на помалку бројните заедници во повеќе сфери, од образование, нели, правична застапеност. Нормално дел од работите се прават одман, дел од работите се поставени на цели како што е среден или долг рок. Она што е новина, таа стратегија, првичната е мандатот на првичната стратегија е поминат, сега се прави нова стратегија каде ќе бидат вметнати сите елементи позитивни или заклучоци да се подобри дополнително работата во тој дел, така да ја мислам дека тој дел одлично функционира. Добро, ајде малку да позборуваме за правата за состојбата, да речеме, на бошњашката заедница, како што кажа, вие сте претседател и на СДА, партија која ги застапува етничките бошњаци, или барем тамо се обидувате да ја црпите својата поддршка. Според последниот попис ми се чини 18.000 бошњаци, поправете ме ако грешам. 16.000 нешто во Македонија со диаспората. Со диаспората, да. За нијанса е зголемен процентот од претходниот попис. Да, но и кај дел од бошњачката популација и впрочем како и кај сите ми се чини етнички заедници во Македонија, на некој начин секој е незадоволен на некој начин од пописот од своја страна. Сите веројатно очекувале да бидат повеќе, но сега еве зборуваме за бошњаците. Мислите ли дека тоа е реална бројка на бошњаци во Македонија? Пред да се сведиме, пред да ви одговорам конкретно околу бошњаците, само еден
еден коментар на тоа. Ако вие тргнете поединично од заедница, вклучувајќи ги и македонците кои Сите, да. незадоволни, албанците исто, турците, ромите и сите. Сите, да, апсолутно. И ако ги видите нивните проценки, ќе испадне во државата дека живеат на 3 милиона луѓе. Ако ги соберете бројките на тие проценки. Втора работа, значи тоа покажува една доза на една генерална критика која е нереална, затоа што пописот и покажа, а и сите ние сме сведоци, тргнувајќи ги од нашите семејства, преку нашите пријатели, комши, соседи и познаници, дека ние имаме големо иселување од државата, као една отворена артерија, каде што нашиот потенцијал излегува надвор, најчесто нели во западните земји, и мислам дека самото тоа дека Македонија од 2,2 милиони на минатиот попис имаме негде околу 1.800.000 резиденти овдека, покажува еден пат, прво на вкупното население. Второ, во однос на помалку бројните заедници, тоа покажува дека помалку бројните заедници го зголемија процентот на учество во структурата, порано беше 90%, сега е некаде околу 85% на македонците и албанците во структурата на население. Сега кај етничките бошњаци во Република Северна Македонија ја дела судбината со сите граѓани на Република Северна Македонија, и тоа подразбира дека иселувањето не погодува и нас. Бошњаците во изминатиот период го остварија правото на образование на мајчин јазик, на редовна настава. Сме интегрирана заедница во општеството, не има во преамбулата, имаме редакција на босански јазик во јавниот сервис. Се бориме за подобро учество во јавната администрација. Во собранието е усвоена резолуција за осуда на геноцид во Сребреница. Во овој период стана Скопје и Сараево збратимени градови. Владата потпиша со Босна и Херцеговина повеќе договори кои значат сериозно подобрување на квалитетот на и живот на граѓаните меѓу двете држави, но за Македонија тоа е најважно и круцијално важно за бошњачката заедница, а тоа е дека почнавме да патуваме во Босна и Херцеговина само со лични карти, возачките дозволи се признаени и потпишан еден договор меѓу соодветните министерства, каде што студенти од Република Северна Македонија во Босна и Херцеговина може да студираат како домашни граѓани и обратно. И ако го видите, најголем бенефит од сето тоа има, нели, сите граѓани, има бизнес заедницата, но најголемиот бенефит од ова подобрување ја има бошњачката заедница. Јас би сакал да е процентот поголем. Бошњаците, ако ги споредите, немаат никакви дилеми околу својот идентитет, јасно си го искажале идентитетот. Ние имаме една перцепција или една, зборам сега за сите граѓани, каде што се јавува и представниците и на другите етнички заедници покажуваат една недоверба во институциите. Тоа е една пракса, но за Македонија е уште по-интересен контекст во однос на одржувањето на пописот е дека ние немавме 20 кусур години попис. И сите во тие 20 кусур години изградиле своји некакви перцепции кои пописот со неговото спроведување си ги покажа резултатите на терен. А најглавниот и најголемиот резултат, за жал, е верификување на фактот дека голем број наши сограѓани, без разлика на етничката и верската заедница, се иселени од Република Северна Македонија. И ако продолжи тој тренд на политиканско однесување, тој тренд сериозно ќе продолжи во еден сериозен обем, да граѓаните кои имаат потреба од стабилни институции, една јасна перспектива за демократизација на општеството и подобрување на социоекономскиот живот,
бидат разочарани од еден таков однос на политикантите од било која етничка заедница и нема да донесе ништо добро на никого во нашата држава. Да, добро, доаѓате од Агенцијата за остварување на правата на помалите етнички заедници. Помалобројните. Помалобројните. Тоа е по-коректен политички пристап кон... Да. Нема мали и големи, нели? Да. Се разбира. Што работи агенцијата? Бидејќи имаме во државата некој паралелизам некојаш меѓу институциите, некои се поклопуваат. Знам дека има некои плани за затварање на некои агенции кои се поклопуваат со други институции. Например, еве вашата агенција сега може би е слична со Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците. Не знам дали се преклопуваат некаде или не. Можете да ни кажете за вашата агенција? Можам ја и за политички систем да ви кажам, немам проблем. Тоа е тема која јас ја владеам и ја работев дури и во невладиниот сектор, не се од институциите. Агенцијата за остварување права на заедниците има сериозни резултати во изминатите 5-6 години. Прво, за вас, но и за вашите гледачи, треба да кажеме дека таа агенција е создадена како еден од бенчмарковите за нашиот пат кон Европската Унија. Тие бенчмаркови тогаш беа многу популарни кога, да се вратиме во едни други времиња, која евроамбасадоров дека беше почитуваниот господин Ерван Фуере, кој има еден така и драг однос кон агенцијата и беше наш советник без хонорар на самата агенција, со уште неколку други странски експерти. Мисијата на Агенцијата за остварување на права на заедниците е унапредување и остварување на правата на помалку бројните заедници кои произлегуваат од уставот и од законите. Едната потреба од ваквата агенција е ова што претходно го зборувавме за дополнително вклучување на помалку бројните заедници во процесите, општествените процеси. Ние следиме повеќе области. Првата е образование на мајчин јазик на заедниците, втората област е правичната застапеност во јавните институции, третата област е употреба на јазици символи, четврта област е промоција на културата на помалку бројните заедници, петата област е медиумите кои продуцираат програма на јазиците на помалку бројните заедници, посебно во однос на јавниот сектор, кој во јавниот сервис, кој во овој период оформи четврти канал, кој продуцира програма само на јазиците на помалку бројните заедници. И имаме една силна соработка со критичкиот невладин сектор на сите помалку бројни заедници. Еден од нашите поголеми успеси е дека тој критички сектор кој ги критикува работите во Агенцијата за остварување на правата на заедници гледа свој партнер. Ние таму внатре не ги носиме розовите очила, напротив, јасно детектираме каде се и проблемите, каде се и решенијата. Имаме уште една форма на диалог која е многу специфична за Република Северна Македонија, но и во регионот и пошироко, а тоа е дека имаме една форма на диалог која се нарекува партиципативен форум. Партиципативниот форум е форма на диалог каде што од една страна ги повикуваме релевантните критички невладини организации на одредена тема, а од друга страна ги носиме представниците на институциите, од речиси сите важни министерствата кои имаат влијание во одлуките, кои имаат влијание и за помалку бројните заедници. Наметнуваме теми на разговор кои се важни за помалку бројните заедници и заклучоците од тие дебати ги даваме како препораки на соодветните министерства и владата во подобрување во тој дел. И уште една работа што беше препознаена во европските извештаи, ние оваа влада покажа сенс за работата на агенцијата. Во 2019-2020 година пред самите парламентарни избори, во еден сосема отворен процес, со сите јасно запазени демократски стандарди, вклучување на целата соодветна јавност, институции, невладини организации, експерти од дома и од надвор, ние работевме на нов закон за агенцијата. Нов закон подразбира дека има многу повеќе измени од стариот закон, не се измени и дополнување, него е комплетно нов закон, во една вжештена политичка атмосфера.
пред тогашните парламентарни избори, во еден долг процес. Таму јас законот не го пишував сам како треба да изгледа, него тој закон е судир на интереси внатре од засегнатите страни. Тој закон беше усвоен во собранието со едногласна подршка и од власти, и од опозицијата, и од албанските партии, што даде еден дополнителен мотив, драйв на работата на агенцијата, и тоа беше препознаено во извештаите на Европската унија, и го разработевме фондот кој ние порано го сме го имале законски, а никогаш не бил подршка. Сумите не се нешто огромни, но се символични. Невладините организации на помалку бројните заедници сега со нивните проекти се поддржани од агенцијата, проекти кои се од интерес на остварување на правата или подобрување или промоција на културата на помалку бројните заедници. Да. Добро, немаме уште многу до крај, уште 2-3 минути, јас би кажал максимум, затоа да видим уште во однос на ова што се случува во регионот, како еве за крај на целиот разговор. Неодамна во Македонија беше во посета Джеймс Рубин, специјален претставник на Стейт департментот за малигното влијание на Западниот Балкан, за дезинформациите, за борбата против дезинформација. Тука најмногу се зборува за руското влијание, се разбира. Гледаме што се случува во регионот, пред се во Косово, кај нас, помеѓу Косово и Србија, но и во Босна и Херцеговина, во Република Српска, каде има исто големи турбуленции поради настапите на Милорад Додик. Гледате ли вие опасност од ова руско влијание на Западниот Балкан? Јас сум еден од ретките кои многу порано предупредуваше на руското влијание во регионот Западен Балкан и во Република Македонија, Северна Македонија. За тоа пишував негде од 2012-13 година, кога тоа беше во некои зачетоци. Дури можеби да се најдат некои моменти таму некаде после самитот во Букурешт и невлегувањето на Република Македонија во НАТО 2008-2009 година. И ќе беше многу потешка ситуацијата ако руската агресија врз Украина ги дадеше очекуваните цели на Русија и остварувањето на нивните цели во Украина. Тогаш следното жариште сигурно ќе беше Западен Балкан. Вие одлично ја следите таа ситуација. Вие знаете дека се создаде и еден страв во самиот Западен Балкан, посебно тие невралгични точки, Босна, па и нашата држава. Мислам дека тоа е еден контекст во посериозно влегување на Република Северна Македонија во преговорите со Грција и Преспанскиот договор беше стравот од некои идни процеси за побрзо влегување во НАТО. НАТО ги штити интегритетот, суверенитетот, границите на државите. Јас сум сега многу повеќе оптимист откако Русија не успеа да си ги оствари своите првично зацртани цели во Украина. Сега јас гледам зачеток на еден нов процес. Западните држави, посебно тука Соединетите Американски држави, прават сериозни напори да Србија отргнат од тоа второ столче и да префрлат да гледа само кон Запад. Мислам дека во следниот период сериозно ќе се решаваат прашањата отворени и во Косово и во Босна и Херцеговина. Јас сум убеден дека Босна и Херцеговина после Финска и сега чекаме резултатот како ќе се однесува со влегувањето на Шведска во НАТО, дека Босна и Херцеговина е следната членка на НАТО после Финска и евентуално Шведска. Останува тоа малигно влијание преку поддршка дезинформации кои се сериозен проблем не само за Западен Балкан, туку и Европа и Соединетите Американски држави, преку дезинформации во медиумите. Западен Балкан е посебно ранлив поради послабите институции во таа област и останува моментот да овој период кој го најавив ги отрезни оние политички структури кои сонуваат да некои од државите од Западен Балкан станат нова Белорусија. Тука тој процес е комплетно завршен. Оптимист сум, не верувам дека Русија веќе ќе има голем простор тука на
на Западниот Балкан и јас очекувам дека по завршувањето на решението помеѓу Косово и Србија, дека и позитивната приказна во Република Северна Македонија ќе се создаде една нова спирала за убрзано членство на сите држави и во Европската унија и во НАТО, во регионот. Добро, ви благодарам за разговорот, Джела Ходжики. Благодарам на поканата уште еднашка и поздрав за вашите гледачи. Благодарам на коректниот однос. Да. Со ова го завршуваме ова Студио 10. Ви благодариме и на вас, почитувани гледачи. Останете со програма на телевизија 24. Набрзо ќе ги видите најновите вести.